Секој утро, у суштина, кога ќе се разбудам, на тоа ми текнува, тој се свртена кај мене и само ми кажа: мајко, ти имаш шанса да се бориш, на некого таа шанса едноставно не му е дадена. Затоа што преку ноќ ги снемува луѓето, нели? И јас му благодарам за тоа што е така, што ми го кажа тоа, заради тоа што едноставно ми дава потик, нели? Знам дека имам за што да се борам. Од друга страна пак, повозрасниот син, постариот, тој сочувствуваше со мене, така да кога ми падна косата, уствари, кога почна да ми паѓа косата, тој зема и се избричи неговата, како, нели, знак за поддршка. Јас веднаш почнав да цртам, да работам, и од причини што реално, значи тоа се и добри вежби за рацете, кои што ние онколошките пациентки оперирани од ракна дојка, мора да ги третираме рацете за да тие се во функција. Вадени се железди и така натаму, значи подетално, нели, да ви објаснам, мора да правиме вежби. Мене, значи во мојата работа, тоа итекако ми беше плюс, заради тоа што јас цело време работам со рацете и движам со нив и буквално цело време ги правам вежбите и ден денес. Во таа година и пол дена, откако се оперирав, почнав да работам на платната за да ја спремам изложбата. Значи, буквално пренесувајќи го секојдневието, секојдневната емоција, како се чувствувам, болка, радост, тага, нели, што и да е од емоција. Представувајќи го и мојот психолошки момент во некои слики, кога сум се чувствувала мачна или кога сум чувствувала болки. Сме донирале на пациенти кои што, да, и пред мојата состојба, значи нон-стоп се донираше на онколошки пациентки или некој кој има потреба од такво нешто. Ете, не знаејќи дека можеби утре ден и јас ќе бидам во таа состојба како нив. Јас се уште сум со терапии. Тоа е долг процес кој што, нели, изискува време. Така да во овој месец, нели, да потенцираме дека е месец на ракот, би апелирала, значи, да се прават превенциите без оглед на возраста, од причини што, за жал, има и премногу млади жени, девојки кои што боледуваат поготово од канцер на дојка и е масовна бројка, премногу пациенти има. Како што кажува и мојот онколог доктор, морам да го споменам, доктор Илир, тој вели вака: да, те боли? Да, ме боли. Треба да те боли. Тоа значи дека си жив. Треба да се живее животот.